Во продолжение ќе разговараме на една навистина убава тема. Ќе разговараме за најубавиот двор кој што пред 3 години беше избран за најубав двор во општина Газибаба. Со мене во студиото е господинот Стојан Арсич, значи станува збор за неговиот двор. Господине Арсич, добро ни дојдовте во нашето студио. Благодарам и добро ве најдов. Кажав дека пред 3 години вашиот двор е избран за најубавиот двор во општина Газибаба. Како се случи тоа, најпрво да кажеме? Во организација на општината секоја година се организира манифестација, односно еден избор на најубав двор во самата општина, така да дворот прво влезе во таа потесна конкуренција и на крајот сепак беше избран за најубав. Така. Кажете ми накратко околу почетоците на вашата градина. Дали ја наследивте таква каква што е или вие сами вложивте труд во неа? Па веднаш да кажам, мислам дека мојата инспирација за да почнам да го правам дворот беше природата. Сакав парче природа да внесам и да е покрај мене. Дворот беше двор, меѓутоа еден класичен двор каде што мајка ми знаеше и патлиџан и пипер да насади, така да почнав од нула. Прво дворот го порамнив, буквално го очистив се она што значи почеток за нешто ново, така да сите тие овошки што беа застарени ги елиминирав и на крајот почнав со самата негова изработка. Мислам дека првата работа што ја има поставено за цел самиот двор да се вклопи во таа целокупна амбиентална целина на просторот и самата негова изработка почна пред 8 години. Не одеше тоа така брзо, секоја година се изработуваше дел по дел, за да дури после 4 години дворот го добие денешниот изглед. Иначе, одма да кажам, дворот е една жива материја која секој пат трпи промени, но не големи промени, бидејќи кога еднаш ќе се направи онака како што е замислено, промените се само мали. Така. Јас предлагам, значи пред да продолжиме со разговорот, од режија да ги замолиме да го пуштат видеото кое што го имаме подготвено во врска со вашиот двор, за еве гледачите нели поубаво да сватат и да видат за што ќе разговараме понатаму. Така, режија, може видеото. Така, видовме еден дел од видеото кој што е направено нели во врска со вашиот двор, а во позадина убаво се слуша нели црковната музика. Да, мислам дека доминантните нешта во самиот двор се двете цркви кои се, едната е Свети Наума, другата е Плаушник. Така да тие му даваат еден посебен белег даваат посебен белег на целата целина на дворот. Така. Колку ви значи вас градината и што значи градинарството за вас? Па јас на почетокот реков дека градинарството е природата донесена во твоја близина во мало.
и сметам дека токму тоа и го постигнав. Така. Како и кога и како започнавте со уредувањето на вашиот двор? Ке може ли да ни кажете малку повеќе за тоа? Процесот на уредувањето траеше еден подолг период, можам да кажам, од времето кога дворот беше порамнет, па започна изградбата на зидовите, се од камен, железо и дрво. Целиот тој период за да го добие денешниот изглед, реков дека е отприлика околу 4 години. Што реков повторно, да не се повторувам, едноставно продолжува со мали ситни измени. Така. Што во моментов цвета во вашата градина? Што има во моментов? Тоа е, одма да кажам дека самото уредување на градината бара една перманентна работа. Бидејќи самата градина треба да биде така направена за да во секој период на годината си има своја убавина. Пролета да доминираат цветињата и преку летото додека зимата и есента да доминираат зимзелените. Така да едноставно преку целото лето има цветиња кои се прилагодени да цветат, почнувајќи од петуниите, ружите, сарделите, амаралите, потоа пасифлората и така натаму. Така. Од кои типови на растенија имате? Па има, јас дворот го поделив на 5 различни целини. Секоја целина си е сама за себе. Зеленилото, односно зимзелените дрва се во еден така повисок простор, додека цветињата се во еден друг дел, а тревникот е сосема трет. Така да сите 5 дела на крајот сочинуваат една убава целина. Така. Така. Од сите тие растенија кои што ги имате во дворот, кој ви е вашето најомилено? Имате ли сигурно постои некој омилено што ви е посебно? Видите, во дворот оставив неколку растенија кои тоа се 3 само листопадни. Една е маслинка и тоа е обликувана, потоа калинка и смоква. Тие се од листопадните, другото е ружите и овие четинари. Но кој ми е најдобро? Не можам да кажам, заради тоа што секое дрвце, односно секоја ружа, секое цвеќе мора да си има свој простор. Бидејќи настојувам да не се преклопуваат, бидејќи честопати и најмалото цвеќенце треба да го види зракот на сонцето. Така да посебно не би можел, подеднакво ги негувам сите. Во секој случај одма да кажам дека во негувањето на ружите значено место и припаѓа на мојата сопруга. Така. Значи не сте само во одржувањето на градината, така овде ви помага и сопругата. Да, она е задолжена за цветните делчиња. Така, поделена ви е работата, значи. Да. Добро. Колку време трошите во дворот? Па, видите, периодично, најмногу време за да се среди градината е во пролета и есента. Тогаш е периодите кога најголем дел од дрвата треба да бидат окроени, за да изгледаат убаво преку летото и секако и преку зимата. Така да, тоа се тој период. Но, одма да кажам дека секојдневно, мислам дека не можеш тоа да мериш во часови, меѓутоа постојано, мислам, нема ден кога ракавиците не се на моите раце. Така, супер. Што најмногу ви инспирираше за да започнете со уредувањето на дворот? Што ви даде најголема инспирација? Инспирација ми даде природата. Настојував да ја донесам во мојот двор како едно парче кое ќе ми биде одмор и за душата и за очите. И ми се чини дека го постигнав тоа, токму бидејќи се занимавам покрај другото, оно што го работам професионално и со пишување, така да таа природна тишина на просторот ме инспирира и да се занимавам и со пишување. Така. Дали се сеќавате кој беше првото растение кое што го засадивте во вашата градина? Првите растенија ги засадив и имав еден огромен шарпланинец, така да преку зимото тој ги докусури и следната година веќе морав да садам комплетно нови
туите ми беа така посебно интересни. Така, што засадивте последно, еве? Па, знаете, јас сакам да кажам едно растение кое за жал не успеав да го оддомаќам на овие простори, бидејќи беше единствено. Тоа беше едно мајмунско дрво од Чиле донесено. Пробав 2 години го чував со голема љубов, меѓутоа за жал веројатно климатските услови не придонесоа да обстане. Иначе му посветив големо внимание. И реков, секое дрвце во мојата градина и си има свое внимание. Така, господин Арсич, кои материјали доминираат најмногу во вашиот двор? Па, одма ќе ви кажам, сепак кога се прават дворовите треба да се води сметка за доминантноста. Ако сакаш веќе да донесеш природата, треба да ставаш и природни материјали. Так. Во мојот двор доминира дрвото и каменот. Може со мала комбинација на метал, но јас не преферирам да ставам пластика како украсни компоненти во дворот. Так, тоа можеше убаво да се види од фотографиите кои што режијата ни ги пушташе во позадина на разговорот на малите екрани, значи можеше убаво да се види се што има во дворот, во вашиот двор. Оде некаде ќе ви се заблагодарам за разговорот, за тоа што прифативте да бидете мој гостин и да поразговараме еве за вашата убава градина. Па, благодарам што ме поканивте и секогаш во секое време ќе ви бидам драг гостин, се надевам. Так. Ви благодарам уште еднаш, а ние почитувани гледачи одиме понатаму. Следува кратка пауза, а потоа се враќаме повторно назад.